Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажи ми. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски денеска присуствуваше на одбележувањето на 154 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, каде што беше оддадена почит на ликот и делото на еден од најзначајните македонски револуционери. Ѓоргиевски положи свежо цвеќе и истакна дека Гоце Делчев е траен символ на македонската борба за слобода, идентитет и достоинство. Според него, Делчев бил визионер и човек пред своето време, чија аманет и денес представува морален и национален патоказ. Градоначалникот нагласи дека обврска на денешните генерации е да ја чуваат и пренесуваат вистината за македонската историја и да останат доследни на вредностите за кои се борел Делчев: единство, правда и заедништво. Одбележувањето, како што беше посочено, е потсетник дека борбата за зачувување на македонскиот идентитет не припаѓа на минатото, туку е жива и денес преку институциите и граѓаните кои ја носат Македонија во срцето. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информира дека фекална канализација во Кучевишка бара и Бел Камен ќе има и дека заеднички со општина Чучар Сандево ќе му пристапат на проблемот. За прв пат, заедно со градоначалникот на општина Чучар Сандево Зоран Бајовски, направивме работен состанок за финализирање и доработка на основниот проект за фекална канализација. Ова е прв пат двете општини заеднички да пристапат кон решавање на овој проблем, истакна Костовски. Со зголемување на опфатот и изработка на основниот проект, вели дека ќе бидат опфатени сите улици кои во минатиот период биле изоставени. Ова значи конечно решавање на еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат жителите на овие две населени места, посочи првиот човек на Бутел. Во општина Кисела Вода беше потпишан трипартитен меморандум за соработка меѓу општината, Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Драчево и обединетата македонска диаспора Подружница Македонија, со кој официјално се воспоставува рамка за унапредување на образованието преку иновативни, инклузивни и холистички програми. Со оваа соработка започнува имплементацијата на проектот Star for Life. Проектот предвидува обука на наставниците од 4-то, 5-то и 6-то одделение, како и директна работа со учениците преку стручни обучувачи. Нивни представници во Македонија со фокус на една од најчувствителните теми во училиштата – булингот и врсничкото насилство, информираат од локалната самоуправа. Стаменковска Трајковска заедно со директорот за Македонија и Европа од обединета македонска диаспора Гордан Јорданов, заменик директорката Маја Сталеска и директорката на училиштето Елена Симоновска дискутирале околу програмата која има за цел да ги оспособи наставниците и учениците навремено да препознаваат ризични ситуации, да реагираат соодветно и да придонесат кон создавање побезбедна училишна средина. Наш приоритет е секое дете да учи и расте во безбедна средина во која ќе се чувствува прифатено и поддржано. Општина Кисела Вода останува посветена на превентивни мерки и партнерства од ваков тип, затоа што веруваме дека само со заедничка работа можеме да спречиме несакани последици. Ова е инвестиција во иднината на нашите млади, изјави градоначалничката Стаменковска Трајковска. Граѓанската иницијатива Шанса за центар преку мапирање на Google ги евидентираше сите казина, обложувалници и слот клубови на територијата на општина Центар, при што според нивните податоци во општината функционираат речиси 60 вакви објекти. Од иницијативата посочуваат дека бројот на казина и обложувалници е поголем од бројот на детски и спортски игралишта заедно, оценувајќи дека во Центар останале многу малку јавни простори каде децата можат бесплатно да играат. Центар е казино општина, како што имаме извори на загадување на воздухот, имаме и извори на загадување на духот, велат од Шанса за Центар. Реакцијата доаѓа по објавувањето на истражувањето на Институтот за јавно здравје, кое покажува дека во последните 12 месеци 25% од учениците се коцкале за пари.
Според податоците, коцкањето со физичко присуство е позастапено од онлайн коцкањето. Истражувањето покажува и пораст на проблематичното коцкање од 4,5% во 2019 на 7,6% во 2024 година, при што процентот е значително повисок кај момчињата. Од шанса за центар бараат построги регулативи, дислоцирање на коцкарниците надвор од градските зони и засилени контроли за спречување. Иницијативата бара и транспарентни и драстични казни за објектите каде ќе биде затекнат малолетник, со јавно објавување на прекршителите и доказ дека казните се платени. Од Институтот за јавно здравје предупредуваат дека иако физичкото коцкање се уште доминира, онлайн платформите се повеќе ја замаглуваат границата и овозможуваат прикриено и поризично коцкање, поради што раната превенција е од клучно значење. 8 лица, меѓу кои 2 малолетници, се лишени од слобода во текот на изминатата ноќ во Скопје поради поседување наркотични средства. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 3 кон 4 февруари оваа година, полициски службеници од СВР Скопје извршиле контроли на повеќе локации во главниот град, при што уапсени биле лицата АЛ, 24 години, 32 годишниот АА, 38 годишниот АА, 18 годишниот ДИ, АМ 35, 17 годишник и 16 годишна малолетничка, сите од Скопје, како и 45 годишниот АК од селото Морани, општина Студеничани. При полициската акција кај лицата биле пронајдени одземени прашкаста материја и марихуана. Од МВР информираа дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во